Говорете така? Благодарам, подпредседателе. Колега Панчо Минов, вашата дискусија ја почнавте како да се расправа за овој закон. Во анархија, како што владе у Собраниево, можеме како сакаме да расправаме. Нешто за што и вие имате одговорност како председател на Комисијата за мандатно-имунитетни. Инаку, законот е пресликан од европски земји. Па зошто тогаш наши земјоделци се све пореволтирани со колку измени да правите на овој закон? Значи, еден од најчесто изменуваните закони ви е овој. Во овој сега што го изменувате. Значи, при толку измени, толку огромно незадоволство на земјоделците. Тоа што значи? Да имате шмингерски и популистички измени, а не суштински. Инаку, ништо не ја спречува оваа влада и досега да ги исплаќа субвенциите на земјоделците, кои ги имаат регулирано врските кон институциите и кон УЈП. Всушност, неодговорноста оваа влада си ја покажа пред 3-4 недели, кога на Комисијата за земјоделие немало представник од владата и плюс уште нешто полошо, што немало доволен број на пратеници од мнозинството. Значи, вие сами си го блокирате собранието, а ја дефокусирате јавноста со сосема нешто друго. И адресиравме низа прашања за овој закон, затоа што и нас ни адресираат земјоделците. И еве, пример, зборувам во името на земјоделците од Газилава, од каде што 70% од општината од која што доаѓам е рурална. Зборувам во името на земјоделците од Кавадарци, од каде што вие доаѓате. Зборувам во име на земјоделците од Струмица, од Радовиш и така натаму. Еве, прашуваме, зошто на земјоделците кои веќе имаат доставена документација за подмирени обврски кон Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и кон Управата за јавни приходи, не им се исплатени субвенциите на лимитен трансакцијски сметки. И еве, не ни одговарајте нас, игнорирајте нас, но ја ви го поставувам прашањето во името на земјоделците од било кој град во оваа држава. Не ги елиминирајте и не ги манипулирајте, затоа што нивниот револт и буквално нема област во земјоделието каде што земјоделците не штрекуваат. Всушност, со предлог законот овој што сега се носи, покрај претходно предвидените услови со кои земјоделските стопанства не треба да имаат парични обврски кон Министерството за земјоделство, за користење и за подршка по програмите за финансиска подршка во земјоделието, воспоставен е услов земјоделските стопанства да немаат обврска ниту по основ на неплатени даноци или придонеси за кои е надлежна УЈП, со што се предизвикаа проблеми во имплементацијата на изминатите програми. И овие проблеми не се отстранети во ниту една година од кога сте на власт, од 2017 па наваму. Со истиот проблем земјоделците се соочуваат и сега во 2022 година, иако владата на СДСМ и ДУИ и во мнозинството во кое што и вие припаѓате, всушност имаше можност. Ви истече времето. Контрреплика, пратеникот Панчо.